Која е Кристина Кох? Кристина Кох влезе во историјата во април 2026 година како првата жена која лета кон месечината. Родена во 1979 година, таа е врвен инженер и наискусен член на тековниот екипаж. Професионален пат и рекорди. Таа стана дел од астронаутскиот корпус на НАСА во 2013 година, а нејзините достигнувања се импресивни. Најдолг престој, помина 328 дена во Вселената за време на нејзината претходна мисија на меѓународната вселенска станица. Вселенски прошетки, изврши 6 прошетки во отворен простор, со вкупно времетраење од над 42 часа. Улога во мисијата Артемис 2. Како специјалист на 10-дневниот лет со капсулата Орион, нејзината задача е клучна за тестирање на системите пред човештвото повторно да стапне на лунарната површина. Идни планови на НАСА. Иако Кох сега само ќе орбитира околу месечината, вистинското слетување е одложено. Артемис 3, планирана за 2027 година, ќе се фокусира на ниската земјина орбита. Артемис 4, првото слетување на луѓе по пауза од над 50 години се очекува во 2028 година. Дијамант за 150 минути. Тим од Јужна Кореја во април 2026 година представи технологија за рекордно брзо создавање дијаманти, објави Science Alert. Брз метод со течен метал. Наместо со недели, процесот користи легура од галиум, железо, никел и силициум. Низок притисок, дијамантот се обликува во вакуум со метан и водород. Брзина, кристалите се јавуваат по 15 минути, а по 2,5 часа се формира цела лента. Значење и примена. Старите методи бара огромен притисок од 5 до 6 гигапаскали. Новата техника е поедноставна и има огромен потенцијал за индустрија, поевтино производство на отпорни материјали. Електроника, полесно вградување дијаманти во квантни компјутери.